Во суштина, за да дојде до воспаление мора да има инфективен агенс, бактерии пред се Ешерихија коли во случајов. Меѓутоа за тие да развијат и да покажат симптоми клинички значајни и да може да зборуваме за заболување, како што е циститот, дефинитивно клучен фактор е падот на имунитетот. Пред се мислиме на локалниот, меѓутоа во одредени ситуации и општиот имунитет, и токму заради тоа и оваа тема е доста актуелна во моментов. Значи ние сега сме во ситуација кога преминавме од лето кон есен, имаме нагол пад на температурите, големи температурни разлики помеѓу утрото и вечерта. Се тоа фактори кои што го ослабуваат нашиот имунитет. Се работат доста градинарски работи, каде што често пати нозете се во вода и така натака, се преладуваме почесто. Кај некои други аспекти не е лошо да се спомне дека и посетиве на спа центрите сега зачестуваат и слично, каде што се зголемува ризикот од одредени инфекции. Тука седење во мокри костими за капење, што беше корисно, мислам, често и во летниот период, се за тоа одредени фактори кои што доведуваат до ослабување на локалниот имунитет и кои што ќе предизвикаат тие бактерии кои што веќе ги имаме да имаат потенцијал да се намножат во доволна количина за да покажат клинички симптоми. Освен овие фактори, ги провоцираме на тој начин, така да се случи. Апсолутно им даваме поволна почва за тие да можат да се размножат, зашто ако не се доволно размножени не може да направат значено воспаление, нема да ги приметиме. Она што од секојдневниот живот е особено важно и значајно како ризик фактор е одложувањето на мокрењето. Доста често кај луѓе кои што долго време возат, на пример, или кои што имаат фиксно работно место каде што треба долг период да се врзани за тоа работно место да седат на одредена позиција, и воопшто луѓе кои што не сакаат од некои причини да користат, велиме, тоалет вон својот дом. Жените добро ќе ме разберат што сакам да кажам. Меѓутоа, тоа е навистина голем ризик по нашето здравје, бидејќи секое заостанување на урината овозможува во таа застојена урина да дојде до размножување на присутниве бактерии и на тој начин сме еден чекор, да кажем, поблиску до воспалението. Незаштитениот сексуален однос веќе го спомнавме како веројатност и не треба да се заборави дека одредени состојби на телото можат да предизвикаат до тоа да имаме поголем потенцијал или можност за развој на цистит. Тоа се пред се бременоста, кога доаѓа до една комплетна промена на анатомијата на женското тело и воопшто на хормоните. Понатака менопаузата е период кога повторно има значајни хормонални промени, ситуации каде што машкиот пол е позасегнат веќе после 50-та година. Нема разлика помеѓу мажите и жените во овој поглед. Ако велиме дека во младата возраст или во сексуално активниот период максимален, кој што е да речеме од 20 до 50 година, тука жените се поголем ризик. Веќе после 50-та година кај мажите се зголемува, бидејќи се зголемуваат факторите на проблеми со простатата, пред се бенигна хиперплазија на простата, каде што задршката на урина се зголемува, не се измокруваат комплетно еденот симптомите и проблемите, или не успеваат, имаат уринарна инконтиненција паралелно, и на тој начин и тие се страшно подложни на уретрицит, цистит и други уринарни инфекции. И на крајот, не помалку значајно, луѓе кои што малку се движат од било кои причини, кои што седечки живеат, со преголема телесна тежина, или луѓе кои што се во гериатриска возраст, врзани се за кревет или минимално се движат, имаат многу чести уринарни инфекции, токму од причина што не се измокруваат навреме или не се измокруваат целосно, урината застојува, како што веќе напоменав. Не треба да се заборават и фактори кои што се иритациски, како на пример евентуално присутни бубрежни каменчиња или бубрежен песок. Доста чест проблем и кај помлада популација. Кога тие се движат надолу, предизвикуваат одредени микроповреди на долните делови од уринарниот тракт, и тука тоа отвара простор бактериите да се населат во зидот и да предизвикаат воспаление. Индиректни работи кои што ќе предизвикаат воспаление се како катетеризација, која што е често и присутна кај повозрастните пациенти,
одредени испитувања цистоскопски и така натака кога внесуваме инструменти во уринарниот тракт, се ризик за развој на уринарни инфекции, повторно како можност од повредување на интактниот инаку ѕид.